Да не беше трагично, ќе беше комично. Така и со осуденикот кој со ампутирана нога се пријавил ден порано во Тетовскиот затвор и затоа не го примиле, туку му рекле дојди утре. Ова е сликата на трулиот затворски систем во Македонија, коментираат дел од кривичарите за препастени од неодговорното однесување на одговорните за затворот во Тетово со 41 годишниот Дарко Марковски, кој го чува полиција во градската болница, додека тој веќе месец и половина не знае дали има решение за прекин на затворската казна. Адвокатот Сашко Дуковски вели дека затворот има одговорност за правата и престојот на својот штитеник. Во овој случај, тие само го посоветувале самиот да лута по институции, откако не го примиле со образложение дека се вратил ден порано, коментира Дуковски. Сега имате затвореник со ампутирана нога, кој што дошол во затворот и они не го примаат со тоа што велат дека еден ден порано се вратил. Тоа е една ноторна лага. Они не го примиле затоа што ниеден затвор во Македонија, особено затворот во Тетово, нема услови да спроведе издржување на казна на лице со таква операција. Но, видите, тука бизарноста. Значи, се работи од моментот на започнување на издржување на казна, сите права на затвореникот ги штити управата на конкретниот затвор каде што он ја издржува казна. Откако затворот на 23 април не го примил Марковски, тој се вратил дома. Добил инфекција на ампутираната нога, па завршил во градската болница во Скопје. Месец и пол, како што раскажува, ниту полицијата, ниту некој од затворот го побарал. Слободен бил и да излегува надвор од болницата, се до Жена парк. Надвор ме пуста да си излезам да пијам сасот на клупите, сам по 5 сата седам надвор, дури до Жена парк. Според неговото осведочење, полицајци го чуваат од пред неколку дена, а изненаден бидејќи на врата во затворот, како што тврди, му рекле оди или дома или во болница, не треба да ти даваме документ, никој нема да те бара. Осуденикот Марковски на издржување 7 години и 8 месеци за разбојништво и кражба. После 6 години лежење во Идризово, тој пријавува корупција и закани од командирите, па од безбедносни причини е префрлен во Тетово. Таму му се влошува здравствената состојба. Тоа што почнав јас септен да плачам, да викам, да ga lamam, non-stop im odbivав јадење, храна, све и на крај видува дека не може да излезат на крај со мет. Ме товарио у комбе, ме донесо овде. Алф испрати прашања до управата за извршување на санкции дали се запознаени со случајот на Марковски, но не добивме никаков одговор. Од затворот во Тетово пак се децидни дека постапиле согласно закон со тоа што не го примиле ден порано од рокот и го посоветувале самиот да се обрати до судија за извршување на санкции, за да му се продолжи прекинот за затворската казна. За сега не е јасно каков статус има затвореникот кој завчера преживеа уште една операција по инфекциите на ампутираната нога.